Пробацијата и условниот отпуст, освен како решение за пренатрупаност на затворите кој е проблем со години, игра и важна улога во ресоциализацијата на сторителите на кривични дела. Еден осуденик државата месечно ја чини 1000 евра. Има 430 осудени лица со А третман и околу 330 кои имаат Б2 третман, а најголем дел од нив може да бидат на условен отпуст со препорака на секторот за ресоциализација и директорите на затворите, смета директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов. Во Македонија пробацијата постои 6 години, она живее, меѓутоа има многу поголем капацитет и многу почесто и подолги треба да бидат тие условни отпусти. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски порачува дека недостасува институционална соработка и доверба, а несомнено е дека во управата за извршување на санкции има стручни лица кои може да направат проценка кој сторител на кривични дела треба да биде на условен отпуст. Казната сама по себе не дава никакви резултати. Значи тоа мора да биде проследено со рехабилитација, со ресоциализација, се со цел тоа лице да не ни доаѓа повторно во судир со законот. И условниот отпуст, сакам и тоа да го кажем, не значи некаква милост или добра волја на судот или на управата, тоа е законска можност која што им следува на осудените лица и која што ние, како држава, сме должни да им ја овозможиме и да им дадеме таа шанса, секако на тие што го заслужуваат тоа, да побрзо се рехабилитираат и се вратат во тој некој нормален. Камбовски додава дека кај судиите има волја за изрекување на вакви мерки, а пробацијата и условниот отпуст се и по препорака на Советот на Европа. Тоа и всушност се и препораките на Советот на Европа, изрекување на вонинституционални казни наместо казната затвор. Ние како Академија сме тука присутни да им дадеме поддршка на судовите и на судиите кои што ги работат овие алтернативни мерки и санкции и секако во процесот на едукацијата. Во организација на Академијата на суди и јавни обвинители беше организиран работен состанок со представници од сите судови во државата, како и вработени во управата за извршување на санкции за придобивката од изрекувањето на овие алтернативни мерки. На 900 луѓе во моментов се на пробација.